внимание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Кога ќе се спомене тиквашијата, првата асоциација е лозарството и винарството. Нашата денешна гостинка ќе ни раскаже незината успешна семејна винска приказна. Вие представуваме Кристина Гечева, представник на винаријата МГ. Кристина, добре дојде во Тајната на успехот. Се надевам пријатно се чувствуваш во нашите простори. Да, супер сум. Фала ви на поканата. Јас во име на винаријата ја представувам нашата винска приказна МГ Винарија, која основач е татко ми и со негова работа, која започна во село Сирково, Кавадаречко, го направи првото домашно вино за лична употреба. Нашите почетоци не беа лесни, но никој не очекуваше дека ова ќе биде наш семеен бизнес. И со самото тоа, јас почнав да се заинтересирам во винарството и тоа е нашата традиција на семејството, која исто така потекнува од генерациите претходно, која се правило вино, но не било толку попознато како професија. Да. Семејниот бизнес беше причина или неминовност да се вклучите во овој бизнес или имаше и други околности? Љубовта кон лозарството, љубовта кон виното и љубовта кон тиквашијата која е винарски крај? Па да, како најпрвен тиквашијата прави одлични вина, сите ни се познати, но ова започна сосема случајно. Јас се вклучував преку најситни изложенија, па потоа почнав со мои ангажмани во маркетинг и продажба. Скористев современи модели на продажба и промотивни активности и со самото тоа ни расташе консумацијата на вино. Ние се повеќе се развивавме во семејна винарија и денес ние имаме производство од 15.000 литра вино, кој што секако сме преместени во нов објект со современи простори и сакале да во иднина да сме уште понапредни. Но така професијата како винарство е неедноставна. Тој треба да оде во секој чекор да се следе правењето на вино, од прибирање грозје, па се до мелење, пресување, па потоа филтрирање. Кои сорти грозје се најприсутни во вашето производство? Ние располагаме со многу сорти на вино: Мерло, Каберне Совиньон, Вранец, Темјаника, Шардоне, Совиньон Бланк, како и многу други. Дали овие сорти грозје, односно виното што го правите, се од ваши насади, од ваши површини или откупувате од други производители? Да, откупуваме. Така ми одговара и на нас, види че е многу работа и многу количина. И како што кажав, нашето прво вино, Каберне Совиньон, освои прва награда за бронза, а потоа наредните години, како се наградувавме, имавме освоени и други награди, како Гран При Платина за Мерло, Гранд Голд за Совиньон, Голд за Темјаника и многу други. Тоа се на сајми во Македонија што се случува? Да, тоа е фестивал за младо вино, локално ниво, но исто така го проширивме асортиманот со виња, кој исто така ни освои второ место во надпревар меѓународен фестивал за жестоки пијалци во Србија. Дали овие иновации, споменате сега дека имате вињак, кој учествува со создавањето на нов бренд? Ние со текот на времето правиме нови иновации. Сега, например, ќе почнеме с производство на маџон, кој е природен гроздов шеќер. Јас колку што знам дека тоа е лично ваша идеја. Да. Иако маџонот не е иновација, маџонот е традиционален тиквешки производ. Може би некои не знаат за што се работи, а еве Кристина е тука да ни објасни за каков производ се работи како лек за имунитет. Тој има многу различни антиоксиданси, минерали, B6 витамини, С и секако е добар за консумирање, здрав.
И ние сега со помош на грантови од Министерството ќе почнеме со производство на маџон. Тој секако се прави со дел од опремата, како што е дупликатор, но дупликаторот служи за други производства на други традиционални производи на нашето поднебие. Тоа е од висококвалитетни сорти на вино, најчесто кардинал, и од самото широ што се добива од виното е природен шеќер, нема потреба да давање ништо. Со извривање на вишокот на течност останува една погуста смеса, која што е многу пријатна за... И нема рок на трајање. Нема рок за трајање. Какви се условите за работа кај нас? Дали геополитичките случувања во Европа па и во светот влијат на работата на вашата компанија? Па, ние се случуваме со секакви предизвици, но знаеме на крај да испаднеме во пресред, бидејќи тука се даваме подршка во семејството. Да, имаме различни случувања како инфлација, побарувачка на пониски цени и така натаму, но ние со труд и љубов кон работата правиме се во наша полза да опстое нашето вино и да можат да го вкусат тоа квалитетно вино. Да, и кога се случуваат некои проблеми, поддршката во семејството секогаш тука и да го поддржи бизнисот, тоа што во вашиот случај семејството и исто што и бизнисот. Вие сте млада девојка која продолжува семеен бизнис. Дали во овој период, колку што сте вклучени во производство, сте почувствувале во соработка со клиентите, со деловните партнери, некој вид на дискриминација, да ве гледат поинаку затоа што сте жена, или тоа некако било и предност за соработка? Па, во нашиот случај е предност, бидејќи јас не сум директно вклучена во процесот на производство на вино, туку јас како ја промовирам таа приказна, но секако во иднина би сакала да бидам вклучена во секој процес, како да ги следам се задачи што би можела да ги извршам јас самата, но секако дискриминацијата нема да има никаков проблем во нашиот бизнис, бидејќи таа со тек на време повеќе не постои. Генерациите кои доаѓаат, се помалку сме ограничени да бидеме традиционални жени. Ние можеме да успееме исто како индивидуи, не само како според половата припадност. Колку женските организации, например Националната платформа за женско предприемништво, се помош во почнување, па и во развивање на бизнисот, во делот на прежување, размена на искуства, совети, изнаоѓање извори за финансирање. Да, женските организации се многу од помош, тие се залагаат за женските права. Исто така тука е нашата национална платформа за женско предприемништво, која води нашата локална координаторка Марија Ганчева, и таа возможува вгрижување на жени кои имаат за цел заеднување на женските права и подобрување и изголемување на женското предприемништво во регионот. И исто така имаме и различни комисии за еднакви можности, и тие имаат цел да женските индивидуи бидат еднакви во социјалниот, економскиот и образовниот, општествениот аспект на секое општество. Млада девојка веќе со доволно обврски. Колку ваквото работење, успешноста влијае на приватниот живот и како се справувате со тоа? Па, имаме некои работи што треба да се откажеме, кога имаме најмногу работа, кога се прави виното, тука е постојаниот надзор кој што треба да го пазиш чекорот, како виното да не изврие, да не се направи лошо и така натаму, но ние се снајдуваме и секако помош не се сите членови на фамилијата. Тоа е најважно, заедничката поддршка и да го сакаме оно што го работиме. Кристина, кои се плановите за наредниот период? Па, ние како семеен бизнис имаме една многу важна одлика. Тоа е нашата секојдневна ангажман и имаме различни одлики како хармонијата
меѓусебната поврзаност на членовите. Секој треба да има јасно поставена цел и прецизни задачи, но нашите планови се исто така од формален аспект, односно имаме во иднина за креирање на повеќе вински сорти, но и ширење на бизнисот во аспект на вински туризам, кој што може да доаѓа странски и домашни гости во нашата винарија и можеме да им раскажеме приказната за квалитетно вино кое што потекнува од нашиот регион. Исто така, ние сме регистрирани како семејна винарија за контролирано производство на вино до 15.000 литри и можеме да се прошириме како правен субјект во која што дозволи регулативата за семејни винарии производство на вино до 50.000 литри годишно. Што би им порачале на младите жени и на девојките кои се двумно да започнат собствен бизнес? Па јас би ги охрабрила најпрвен да ги следат нивните цели, со тоа да имат некој бизнес план со што може да им донесе успешен бизнес. Како жена не е лесно се влезе во бизнесот, но тие потребно е да имат поддршка од оние што ги познаваат, охрабруваат и со самото тоа ќе бидат дел од оно што се го имаат замислено. И како жени ние сме тука, ние сме многу посмеодливи, имаме голем интерес за оно што го сакаме и знаеме да значи поголема искреност и упорност кога станува збор за извршување на одредени задачи и остварување на цели. Да, и сме многу флексибилни, например, може и од дома да ги извршуваме некои работи, да не ни смета во нашиот личен живот и жените се едни од имат особини како што се спознавање на другите туѓи проблеми, емоции и тоа се тоа помага во бизнесот да се гради и да имат еден општествен напредок во кој жените се една јака сила помеѓу домаќинството и самиот тек на настаните. И според оно што сум можела да го прочитам, се уште недоволно искористен економски бизнес потенцијал, лежи во жените. Да. Кристина, благодарам за учеството во тајната на успехот. Се надевам дека сите планови, сите што ви се зацртени, ќе бидат реализирани во наредниот период и во некоја наша следна средба ќе зборуваме за тоа колку процентот тие планови се реализираат. Така, фала ви многу на поканата.